Во петокот на 6 декември во локалната установа Градски музеј Крива Паланка беше отворена изложбата Долгиот пат на една идеја – железничка линија Софија-Кюстендил-Скопје. Изложбата представува една ретроспектива на премрежјата при изградбата на железничката пруга Софија-Кюстендил-Скопје и низ документи и фотографии ни го представува нејзиниот историски пат, развој и прекен низ целиот 20 век. Автор на изложбата е Ангел Џонев, историчар во регионалниот историски музеј во Кюстендил, Бугарија. Изложбата, која е дел од манифестацијата Крива Паланка град на културата 2013, ја отвори директорот на Кривопаланичкиот музеј Драган Величковски, а покрај многуте љубопитни посетители беа и председателот на Општинскиот совет Борче Стојчевски и представник на Бугарската амбасада во Република Македонија. Вратите на уметничката галерија се отворени во наредните неколку денови, па повелете посетите ја оваа интересна изложба. Во петокот вечерта на 6 декември во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложбата на графики насловена Кумановски графичари 2013. Годинава на изложбата учествуваа 7 академски графичари, односно со свој дела се представија Зоран Јакимовски, Магда Величковска, Стефан Јакимовски, Ханифе Ислами, Милена Тоневска, Валентина Илиевска и Симона Јакимовска. Според историчарот на уметноста Роберт Цветковски, во изложбата доминира полихромната графика, со акценти специфични за секој автор поединечно, мноштво на сензибилитети и естетики раскажани со едноставниот графички јазик, кој што пак делува силно и впечатливо во настојувањата да ја достигне висината на универзалното разбирање и комуникација. Сите заинтересирани изложбата може да ја видат до 12 декември. На 3 декември во Универзалната сала се одржа хуманитарниот концерт Аплаузи 2013, посветен на сите деца со хендикеп. Традиционалниот концерт беше во организација на хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски и Универзална сала. Концертот традиционално се одржува на 3 декември на Светскиот ден на лицата со хендикеп. Многу дечиња од сите делови на Македонија кои учат во специјалните училишта и институции имаа свој настапи и покажаа дека се рамноправни и исти како и сите луѓе. Нивните насмевки, песна и игра ја стоплија Универзалната сала. На концертот неколку пати настапи Есма Реджепова, а од македонската естрада настапија и Дарко Илиевски, Магдалина Цветковска, Владко Илиевски, Елена Велеска и Димитар Андоновски, кој откри дека посакува секоја година да учествува на овој настан, бидејќи знае како е да се живее со лице со хендикеп. Водител на концертот беше Милена Антовска, а во публиката беа и поранешниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски, како и актуелниот министер Диме Спасов и сопругата на председателот Ѓорѓе Иванов, Маја Иванова. Целокупниот приход од концертот, од собраните донации и влезните билети е наменет за децата со посебни потреби.
Филмските критичари од Нью Йорк ги прогласија најдобрите филмски остварувања во 2013 година. Наградата за најдобар актер ја доби Роберт Редфорд за улогата во филмот Секогаш загубен, а убавата Кейт Бланшет беше прогласена за актерка на годината за улогата во драмата Блу Јасмин. Според њујоршките филмски критичари, филмот на Дейвид Расел, Американ Хасел е најдобриот филм во 2013. Актерката од филмот Дженифер Лоренс ја доби наградата за најдобра споредна улога, а сценаристите Расел и Ерик Сингер ја добија наградата за сценарио. Филмот обработува сторија за една истрага на FBI од 1970 година. Стив Меквин, режисерот на филмот 12 години роб, е прогласен за најдобар режисер според њујоршките филмски критичари. Годишната музичка звезда Кейти Пери стана нова амбасадорка на добрата волја на УНИЦЕФ, а на добротворената церемонија која се одржа на почетокот на месецот во Нью Йорк, најави дека своите напори ќе ги насочи кон подобрување на животот на најранливите категории деца и адолесценти. Мислам дека младите луѓе ја имаат моќта да го променат својот живот со наша помош. Ми представува чест што можам да му се придружам на УНИЦЕФ како амбасадорка на добра волја. Ке се залагам и ке работам се што е во моја моќ да им помогнам на децата и на младите, кои доаѓаат од различни средини, а го сакаат истото, посветла иднина, изјави на церемонијата Кейти Пери. Годинишната доброутворна церемонија покрај Кейти Пери ја разубавија и актерката Кристина Ричи и моделот на Викторија Секретс Линдзи Елингсон, кои се појавија во долги свечени тоалети. Социјалните мрежи, поточно 47 милиони следбеници на Твитер и 59 милиони Facebook корисници, ги повикаа сите да ги поддржат хуманитарните напори на УНИЦЕФ за децата загрозени од тајфунот кој ги погоди Филипините. На списокот на амбасадори на УНИЦЕФ се и Дейвид Бекам, Лионел Меси, Новак Ѓоковиќ, Серена Вилијамс, Орландо Блум, Джеки Чен, како и многу други славни личности од различни области. Секако ќе го споменеме и нашиот Тоше Проевски, кој во 2004 година беше именуван како прв национален детски амбасадор на УНИЦЕФ. Може се смешни или трагични, несериозни или хейтери. Можете да ги мразите или сакате, но никако не можете да ги игнорирате. Македонските блогери и твитерчи во средата 4 декември ги доделија наградите за најдобрите во 2013. Настанот, кој се одржува втора година поред, е организиран од македонскиот агрегатор на блогови Blogirame.mk, а беа доделени вкупно 22 награди. За најдобар блог за 2013 беше прогласен и Јајан блог, каде секоја недела можете да ги прочитате најоригиналните твитови, како и преку интервјуа да се запознаете со дел од твитерџиите. Блог пост за 2013 е писмо од диаспората, насловено како Проклети да сте. Блогот Здраворазумен хейтеризам доби 2 награди за најреволуциониран, социјално и политички ангажиран и за најсмешен блог.
Новиот сингл на Џастин Бибер, екс-дечкото на Селена Гомес, не подсетува на ниједна од досегашните негови песни. Музичките експерти зборуваат дека ова е преголем чекор во кариерата на Бибер, баш како оној кога истовремено преку ноќ порасна Џастин Тимберлейк. Погледнете го новиот запис на Џастин Бибер и доколку ви се допадне, не заборавајте да кликнете лайк. Presence. It feels like I'm missing my blessings, yeah. So I sleep through the daylight, stay awake all night till you're back again, oh yeah, yeah. You think I'm biased to my significant other? You hit it right on the head. Only been missing my lover. Got a whole lot of texts on my phone and I don't reply. The next day balls tell you why. You're the medicine to me, yeah, yeah. Worried about nobody else. If it ain't you, I'm with myself. You make me complete. You're all that matters to me. Yeah, yeah. What's a king bed without a queen? There ain't no iron team. You make me complete. You're all that matters to me. Get the guys out the car, it won't drive. How I feel when you're not by my side. When I wake up in the morning, up under you and only you. Oh, I'm grateful for your existence. Faithful no matter the distance. You're the only girl I see. From the bottom of my heart, please believe. You're that matters to me. Поранешната мис на Македонија, Јана Стојановска, во кинотеката на Македонија ја промовираше својата прва песна и видео спот за истата. Песната се вика Још дуго и е прва самостојна песна на Јана, која досега има издадено песни заедно со Сашко Костов, Горан Таневски од Низар и други. Јана е актерка, манекенка, водителка и е ќерка на прерано починатиот македонски актер Ненад Стојановски и актерката и водителка Силвија Стојановска, а сестра на манекинката и актерка Ана Стојановска. Odlaze rode jer se hladno srce vraća, a ima li šta ispred nas, a ima li šta ispred nas. Ostaćeš u meni, zauvijek u meni moja tugo, trajat ćeš mi dugo, trajat ćeš mi dugo, dugo. Ostaćeš u meni, zauvijek u meni moja tugo, trajat ćeš mi dugo, trajat ćeš mi dugo, dugo. Moja tugo, trajat ćeš mi dugo. Baš bih sakala da znam što li misliš, koga molčiš. Британскиот актер Хенри Кавил е прогласен за најсексипилен маж во светот за годината што изминува. Британскиот актер, познат по улогата на Супермен во филмот Човекот Челик, е прогласен за најсекси маж во светот, според изборот на познатиот моден магазин Гламур. Сексапилниот Супермен ја победи конкуренцијата и зад себе го остави Роберт Патисон. Очигледно црвената наметка и буквата С наградите ги возбудуваат читателките на овој моден магазин.
Филмот Човекот Челик за американскиот стрип јунак Супермен, во кој Ејми Адамс се појавува во улогата на новинарката Луиса Лейн, во изминативе неколку месеци водеше според заработката на американските киноблагајни. Приказната во филмот започнува со раѓањето на Супермен на планетата Криптон и одлуката на неговите родители да го спасат и да го испратат на земјата, за да го сокријат од генералот Зод, кој го толкува Майкл Шенон. Филмот е во режија на Зак Снајдер. Незалудно рекле дека зимата е асоциација за романтика, а летото за забава. Пригушено светло, романтика, вино, чоколадо. Гушнете го својот партнер и уживајте во еден од следниве топ 7 романтични филмови. За кои да се одлучите, верувајте ќе бидете длабоко емотивно трогнати. Убава жена. Класика која на Џулија Робертс ја отвори вратата во Холивуд. Иако станува збор за стар филм, сигурно со задоволство би го гледала. Џулија глуми девојка која и покрај својот изглед и нестабилен карактер сака да верува дека постојат љубовни бајки, а Ричард Гир и го докажува токму тоа. П.С. те сакам. Оскаровката Хилари Свонг се трансформира во лик на ранливата Холи, која по смртта на својот сакан сопруг мора да ја врати вербата во љубовта и да продолжи понатаму со својот живот. Празникот. Аманда Вотс и Айрис ги заменуваат домовите во потрага по сопствената среќа. На пат до самооткривањето и двајцата наоѓаат љубов со километри оддалечена од сопствените домови. Музика и текст. Софи Фишер и Хју Грант. Одлична комбинација за една убава љубовна приказна. Свети Валентин. Симпатична комедија во која неколку љубовни двојки пред денот на влюбените се убедуваат да ги средат своите недовршени љубовни приказни. Бележникот. The Notebook раскажува една од најдобрите љубовни приказни, во која и по неколку децении љубовта повторно се реализира. Прошетка за паметање. Уште една трогателна сторија во која двајца влюбени по низа перипетии ќе се изборат за својата љубов, но по игра на судбината нешто пак не е во ред. Лондонскиот Колосеум на почетокот на месецот беше збирно место на вип личностите од светот на модата. Нормално вечерта беше резервирана за гламурозните британци, меѓу кои се издвои моделот и водителката Алекса Чанг, која за оваа пригода одбра бела креација од Стела Маккартни. Пејачката Рита Ора се појави во светка фустан дизајниран од Вивиен Вествуд, а младата актерка Лаура Бейли, која го позајмува својот глас за анимирани филмови, се одлучи за креација од Роксанда Илинич. Во светот на наградите ова беше вечер на брендот Барбери, кој освои награда за најдобар бренд на годината и за најдобра дизајнерска линија на машка облека. Британскиот дизајнер Кристофер Кин се замина со награда за најдобар дизајнер на женска облека. Славната италијанска креаторка Миучи Прада е наградена за меѓународен дизајнер на годината, а посебна награда и беше врачена и на моделот Кейт Мос за нејзиниот придонес во светот на модата. Награда за стил доби и Хари Стайлс од популарната музичка група One Direction.
Бразилскиот супермодел Изабели Фонтана и покрај изјавата дека помислата да позира пред фотографските објективи ја плаши, со секоја наредна фотосесија го докажува токму спротивното. Пред неколку недели, повеќе од успешната фотосесија на бразилските плажи, по повод рекламната кампања на костими за капање за брендот Morena Rosa, е доказ дека долгоногата убавица Изабели храбро флиртува со фотообјективот, а резултатот е неверојатен. Уверете се и сами и уживајте во жешката фотосесија во овие студени денови. Just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that That I thought was gonna last. Then I accidentally saw a few things in yourself. I even LOL, man, I should've known. Why you doing what you do? You might as well just tell the honest truth. Now I'm lying on the cold hard ground. Shuffle, shuffle, shuffle. Trouble, trouble, trouble. No apologies, he'll never see you cry. Since he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Интернет пребарувачот Yahoo објави дека најпребарувана личност годинава била 21-годишната Мајли Сайрус. Вниманието го привлече со раскинувањето на врската со акторот Лиам Хемсворт, провокативниот танца на MTV наградите, пушењето марихуана на сцена, како и спотот во кој се појавува гола. Инаку некогашната Хана Монтана годинава беше прогласена за најсексипилна жена. Пред неколку месеци холивудскиот свет се изненади кога акторот Орландо Блум ја објави разделбата со манекинката Миранда Кер, а сега се шушка дека има нова љубов. Станува збор за убавата акторка Лив Тајлер. Веста за новата љубов на Орландо Блум следеше по написите за врската на неговата поранешна сопруга Миранда и мултимилиардерот Джеймс Пакер. Пејачката со косовско потекло Рита Ора, која последен пат ја гледавме во 6-тото продолжение на Брзи и бесни, ќе ја игра улогата на Мија, сестра на Кристијан во еден од најочекуваните филмови за 2014 50 нијанси на сиво. По повод 60 годишното постојање на магазинот Playboy,
и собствениот 40 роден ден популарниот британски модел Кейт Мос ќе позира топлес. Јубилејниот број ќе излезе во јануари наредната година, а Мос ќе ја краси насловната страна. Музичарот Jet Nit во едно видео ги собра 20 најслушани поп песни за изминатата година, а снимката ја објави на YouTube. Со ова видео подсетите се на песните кои одбележаа музичката сцена во текот на 2013-та. Treasure, that is what you. We're up all night to get lucky. We're up all night 'cause we danced all night to the best song ever. So wake me up when it's all over. I need your love, I need your time. What does the fox say? Oh, it came in like a wrecking ball, but never it's all cold. I hate these blurred lines.